Како прва благодарност до градоначалникот господинот Димитриевски за пречекот и за можноста да бидеме тука и да си разговараме и да се договараме за потребите што ги има градот и компаниите кои работат и функционираат во Куманово и регионот околу Куманово, за да ги слушнеме нивните потреби. Овој проект веќе е втора година и добиените резултати од ланската учебна година, колку се запишани, колку има зголем интерес, сигурно ние ќе сакаме да креираме уписни образовни политики за во учебната 2022-2023 да им излеземе во пресред на средните училишта или професионалните смерови при средните училишта, за да по нивно барање, која е нивната потреба, тие смерови да им дадеме како министерство можност за да запишат повеќе ученици во тие смерови. Тоа е уште една причина, тоа се надоврзува и со вашето прашање, бидејќи таква политика ќе градиме како образование и како општина, да произведуваме стручен кадар кој ќе остане тука во Куманово, ќе остане тука во државата, за после знаете дека многу компании се жалат дека кобурат со професионален кадар и тој спремен средношколен кадар да може да продолжи да работи и да им излезе во пресред и на самите компании, но и на самиот град. Таквата политика значи ќе допринесе и за една друга работа, а тоа е иселеништвото. Значи тие ученици откако ќе завршат тие матуранти, нема да мислат за да се преселат, туку ќе придонесат во нивното родно место. Пред да доаѓаме овде, зборував и со представници, значи членови на Советот на општината, представникот што е за образование при општината, со истиот проблем веќе сме запознаени и ние, но ќе треба, значи во ребалансот на буџетот, на сегашниот буџет не е предвидено, но знам дека постапката веќе е почната, особено за сами фрашри, местото е префрлено на собственост на општината, идејниот проект веќе е планиран, значи во Министерството има подготвеност за да се најде решение, заедно, јас сум заменик министер, но и со министерот и со државниот секретар во Министерството имаме слух да го слушнеме тој проблем и да изнајдеме решение. Се надевам дека во наредниот буџет ќе направиме се за да може и тоа да се реши. Знам дека еве 20 години кобурат со тој проблем.